волонтери од регионов помош за поплавените скопски подрачја. Чест и задоволство ми е да ви ги најавам луѓето кои што несебично се даваат целосно 24 часа изминативе 10 дена. Добро утро и велам од мене кон десно од Звездана Дејќ од Сдруженијето акцијаши од Лопаре, Република Српска. Добро утро и добро ни дојдовте. Понатаму Горан Илиев, бригадир и председател на Сдруженијето акцијаши од Македонија. Добро утро. Добро утро. И младата дама Викторија Радомировска, член на Сдруженијето. Добро утро, Викторија, до тебе. Повеќе од 1000 волонтери се на терен изминативе десетина дена, но она што посебно радува е дека кога постојат вакви здруженија, тогаш она братство и единство кое што беше за време на Југославија се гледа на дело. Повеќе од волонтери и од регионов се дојдени во Македонија, односно во Скопје да помогнат. Па пред се Горан би сакал да ни дадеш една лична карта за здруженијето, а потоа ќе зборуваме што се случува на терен. Па вака се, значи нашето здружение, Сдружение акцијаши, се формира негде околу 2012 година. Значи имаме некои наши проектни работни задачи кои си функционираме, но сега се вклучивме активно со рачистувањето на загрозените подрачја од елементарната непогода Сингелич, Стајковци, Црешево, Смилковци и така. Значи, како што нашето здружение, Сдруженијето акцијаши зема активно учество, така зема учество и слични наши здруженија, значи акцијаши, кумановски акцијаши од Куманово, Брег на младоста од Охрид, како и акцијаши од бившата Ју Република. Значи тука имаме од Босна и Херцеговина, имаме од Србија, очекуваме од Хрватска, Словенија. Сега како би пристигнале, што би пристигнале, тоа се уште не знаеме. Значи, за да нашата волонтерска работа биде успешна, огромен придонес ни дадоа со својата логистичка подршка градоначалникот на град Скопје, господин Коце Трајановски, градоначалникот на општина Газибал, господин Тони Трајковски, противпожната бригада и шефот на кабинетот на град Скопје, господја или господица Марина Петровска. Значи, кои се максимално ангажираат да биде секако што треба и го дава дури својот максимум, исто како и нас. За жал што сакам да кажам на сета оваа наша хумана работа, морам, значи, ми лежи на срце, да искажам една нехумана и непрофесионална работа од една докторка на кожни болести во државната болница, мислам известна докторка Сузана Николовска, ако не се лажам, која имаме, значи, волонтер од Србија со некој си ИСИП, крајно непрофесионално и нехумано се однесуваше према пациентот. Значи, тоа морам да го кажам, ми лежи на срце. Инаку, со оваа наша работа, не сакам да се промовираме или не знам, добиваме некои поени, со ова наше излегување по медиумите. Сакам само еден апел за да се вклучат што повеќе волонтери, граѓани кои се работоспособни да помогнат за побрзо рачистување на загрозените подрачја. Значи, нашата работа, како што кажав, е рачистување на мебелот, на пукнината и на калта нанесена од надојдените води. Во главном тоа би било тоа, значи, како што кажав, имаме гости. Тука имате и помош. Да, имаме гости од... Господјата Звезда не мислам, ни гости, каже. не се ни гости, тие се исто како домаќини, што работат. Господја Звезда, на кога пристигнавте во Македонија и што затекнавте? У неделјак на ноќ, у понеделјак ујутру смо кренули на трасе. Нас 6 е дошло, чини тим, имамо 3 омладинца у том нашем тиму. Наше удружење е од скоро, младо е удружење, оформили смо удружење и прво е у Републици Српској. Sa našima, ja se ne osjećam ovde kao gost, ja se ovde osjećam kao svoja na svom. Na njihov poziv, znamo se od 2009. Susreti su bivših akcijaša i u Bosni, i u Federaciji, i u Srbiji, i u Makedoniji. I evo i sad i kod nas i u Republici Srpskoj, bilo je u maju. Tako da se znamo od 2009. I što ste i vi rekli, ovo je bratstvo i jedinstvo, samo nastavak. Trudimo se da to prenesemo na naš podmladak. Imamo zlatnu omladinu koju treba samo malo usmeriti, koji su ovih dana bili udarnici
na trasi koji rade, malte neko mi odrasli. Naravno, svaki dan se vidi šta smo uradili. Kamara smeća, đubreta, blata, ljudi su divni, gostoljubivi. Nemam reći, ja sam strašno pod velikim utiskom, a ovo me je sve podsjetilo na neke lepe dane prošle kad su bile akcije i mislim da je volonterizam samo nastavak tog dobrovoljnog rada. I uvek nas, nažalost, uvek nas sjedini nesreća. За жал. Токму така. Ali idemo dalje. Да, убаво кажано. Би сакал да ја прашам Викторија за оно што го спомене господјата Звездана, дека волонтерите продолжуваат, односно младите волонтери продолжуваат онамо каде што застануваат другите. Која е твојата работа? Што се случуваше на терен? Кои се твоите впечатоци од терена? Таму е, значи, страшно. Ние се трудиме колку можеме повеќе да помогнеме таа страшна слика да се подобри, да им кажеме на луѓето дека не се сами, дека има кој да им помогне тука. Јас прв пат сум вклучена во ваква ситуација, мислам, за да помогнам во елементарна непогода, се надевам дека е последна. Страшно е, не знам како да ви објаснам, да секој кој може треба да помогне таму, да колку може, зашто сепак на тие луѓе им треба цел живот, се труделе за тоа, за 5 минути се им снемало. Страшно. Да. Може би што те водеше во тоа да прифатиш да бидеш волонтер? Дали може би тоа е татковината, дали може би тоа се емоциите кон твојот град Скопје, кон луѓето, кон браќата, сестрите, што се? Првим човечноста, потоа љубовта кон татковината и желбата да се помогне на секој. Не е битно дали е македонец, дали е албанец, дали е било кој, секој човек и секој треба да му се помогне. Да. Убаво е ќе одиме напред со ваква младина, што би се рекло. Горан, како е реално ситуацијата? Мрдна ли нешто? Ситуацијата беше, мислам, многу хаотична, но ете, се од ден на ден се подобрува, се подрачистува. Сега понатака е, нели, дел почна дезинфекцијата така на куќите, па да, веќе почна се дел од изчистила дезинфекцијата, да. Значи, но се уште има работа, значи се уште има кал, се уште има такви некои, нели, ѓубре по домовите. Ја мислам би у најскоро време ако се приклучи, нели, што поголем број на волонтери, што побрзо да се заврши, се подобро, затоа што повише стои, нели, се шират и разни болести и така тие работи. Ја мислам дека треба да излезе народов да помогне. Пошто како што знаеме, Скопје од 63-та е наречен више град на солидарноста. И значи мислам дека мора тоа да се покаже и да си продолжи како што е. Така, колку сте задоволни од одзивот од вашите сестрински здруженија од регионот? Па, значи сме многу задоволни, дури имаме и поддршка од кај што доаѓаат од нивните градоначалници. И некоја помош исто нудат. Така да сме задоволни и ја мислам дека после ова несреќа би требало да продолжиме со уште поголема соработка и уште поголеми активности во, кажем, во мирни времиња. Значи може да продолжиме со, ете, има доста еколошки и такви некои работи што треба да работиме. Така. Господја Звездана, кога чувте за Скопје и што му се случува после она бура што ја имавме, или да го кажам цунами што беше на 6 август, како реагиравте, како се здруживте во вашето здружение и каква беше намерата за да дојдете овде? Kad smo čuli tako nešto se dogodilo, ako znate, i 2014. pogodilo je i Bosnu i Hercegovinu, velike poplave. Kod nas su bila strašna klizišta, tako da smo na neki način to već doživjeli, preživjeli, ali kad čujete da malo pre sam rekla, ja sam svoja na svom, da su to vaši u pitanju, to je nešto strašno. Naravno da odmah smo kontaktirali našeg gradonačelnika, jer sam unosila neke papire u vezi udruženja i on je odmah pitao da li ste planirali da idete za Skoplje. Naravno da smo planirali, opština je sponzorisala prevoz, dala neku donaciju, skromno je to, ali je od srca. Mi smo
snagom, radom i tu smo. Така, колку волонтери дојдоа од општината Лопаре? 6. 16. Znate kako, bilo bi to i više, ali godišnji odmor i ovo, Da, sve se poklopi, da. sve se poklopilo, Пат ме исправи. ali bitna je volja, ljubav i samo ljubav. 6 вредите како за 60, сигурен сум Да. во тоа. Добро, Добро, стварно ќе работиме, мислам, кој стварно работиме, не е сега да се фалиме, него стварно со тони и тони и ѓубре и као Да. изнесовме од таму. I omladinci, sve Znači, isto kao mladina- mi odrasli. Имаме прекрасна младина, само треба да се даде правилен Насока. правец. Да. I da negujemo to. Така, пред крајот сме од разговорот, кои се вашите совети или кој е вашиот апел, еве може Викторија да каже Ајде, и за може, своите врсници, за оние кои што се размислуваат, можеби еве и во текот на разговорот да се вклучат во волонтирањето и во помагањето на поплавените подрачја. Секој кој може на било каков начин да помогне, може да дојде да помогне. Било каква помош на луѓето во добродојдена. Не, значи јас со 15 години ми помали од мене, сите работиме заедно и секој кој може на било каков начин стварно треба да помогне од срце да го даде. Така, Горан, дали имаме можеби информација во смисла на ваша Facebook страна, телефон, Да, каде може да се значи јават во имаме, Сдруженијето имаме, акцијаши, да, да се значи на приклучат и да Facebook бидат се страна, разбере да. координирани, да ни лутаат кога ќе Да, дојдат значи на имаме терен. на Facebook страна се вика Акцијаши Скопје, значи кој сака може слободно да не контактира и да се приклучи во нашето здружение. Значи како што каже Викторија, пред малку се надевам дека ќе биде последна ова елементарна непогода, значи да работиме сепак во мирни услови така. Да обновуваме нашата земја. Така. Госпоđa Звездана, до кога останувате? Mi moramo da krenemo danas popodne, ali naši volonteri, članovi su na trasi, znači radimo i mi ćemo sada se priključimo, samo smo došli zbog emisije, se priključimo i kad završimo sa trasom, malo se odmorimo i što se kaže put nas zove. Pozivamo vas da nam dođete u Lopare, da dođete da vidite našu lepu Majevicu. Uvek ste dobrodošli. Така. Ви благодарам многу што бевте сите тројца дел од Македонија на утро, утринската Хвала и програма на вама. Македонската радиотелевизија. Ви посакувам среќен пат. Хвала. Пред се и уште еднаш голема благодарност и од Македонската телевизија и од македонскиот народ за се ова што го правите за нашите настрадани. Nama je to bilo zadovoljstvo i duša nam je ispunjena. Така. Ви благодарам многу што еднаш. Hvala. Почитувани, продолжуваме понатаму со програмата. Останете со нас.